Добар ден, почитувани. Ја следите најновата Телма амбуланта. Мозочниот удар е трка со времето. Секоја секунда значи пропаѓање на илјадници нервни клетки. Денес, со помош на интервентната радиологија, шансите за спас се значително поголеми. Со минимално инвазивни постапки како тромбектомија, лекарите успеваат да го излечат тромбот и да го вратат протокот на крвта во мозокот. Како се изведува оваа постапка? Кои пациенти се кандидати за неа и на кој начин навремената диагноза, но и реакцијата на пациентот прават разлика помеѓу живот со последици и целосно закрепнување. Гостинка во студиото ни е доцент доктор Менка Лазареска, специјалист по неврорадиологија. Разговорот следува веднаш по блокот реклами. Останете на Телма. За улогата на интервентната радиологија кај мозочниот удар. Денеска зборуваме со доцент доктор Менка Лазареска, специјалист по неврорадиологија во Аџибадем Систина. Докторке, добар ден, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов, благодарам на поканата, добар ден на целата јавност што не следи, што ја гледа Телма амбуланта. Се надевам дека ќе биде интересна и корисна за информативно за сите гледачи. Докторке, порано се сметаше дека мозочниот удар е резервиран за повозрастната популација, но сведоци сме дека се помлади луѓе се сочуваат со еден ваков проблем. Па што велат статистиките, бројките за возраста на пациентите со мозочен удар? Значи, мозочниот удар, да, се сметаше за состојба или болест на повозрастната популација, но статистиките покажуваат дека во последните 17 години спрема Светската организација за мозочен удар се зголемени за околу 50% и тоа кај младата популација, значи до 50 години, од 15 до 50 години е зголемен за околу 20 до 30%. Што ме незамислимо во предходните години. Што е причината? Причината се ризик факторите. Значи, стресот, најголем ризик фактор е хипертензијата, стресот предизвикува, нели, хипертензија, диабетесот, нездравиот начин на живот, исхрана, пушењето, секако аерозагадувањето, околу 20% учествува во порастот, 55-6% е всушност хипертензијата, сите останати се околу по 20%, пушењето, аерозагадувањето и така натака. Диабетесот исто така, недвижењето или неактивниот живот, исто придонесува некој 5%, 10% за зголемен ризик, нели, од мозочен удар и така натака. Значи, современиот стил на живот всушност игра клучна улога во овој проблем. А има ли вистина дека кога времето ќе се промени, може да се добие мозочен удар? Временските промени, односно промените во атмосферскиот притисок предизвикуваат промени на нашиот крвниот притисок. Па со тоа се зголемува, нели, летниот период е, да речеме, мозочниот удар бидејќи постои исхемичен и хеморагичен, различно е за обата. Значи, кај исхемичниот мозочен удар, да речеме, поризични се периодите лето, кога дехидрира организмот, кога не земаме доволно течности, кога имаме повеќе вирусни инфекции, значи на преодот есен и пролет, кога имаме промени временски, имаме повеќе настинки и повеќе вирусни заболувања, што исто така предизвикуваат хиперкоагулабилна состојба, па тогаш настануваат, да кажеме, повеќе, додека кај хеморагичниот претежно се промените на атмосферскиот притисок, точно, и тоа се сепак ризични периоди, пролет и есен, да кажеме, нагло паѓање или изголемување на температурите. А што е со хормонските флуктуации кај жените? За време на бременоста, после породувањето, постои ризик од вакво нешто? Или оние жени кои што земаат контрацептивни средства? Да. Жените во перименопауза и менопауза кои што се одлучуваат за хормонска терапија, дали се со зголемен ризик? Во однос на исхемичниот мозочен удар, поголем е ризикот кај
односно за двата мозочни удари малце жените превагаат, односно се во помал процент со поголем ризик, да кажеме, заради тие хормонски промени. Во бременоста е мал процентот, но сепак е сигнификантен во однос на нормалната популација на таа возраст, да кажеме, помлада популација, нели, при крај на бременоста и постпартално, значи е зголемен ризикот, односно околу 30 жени на 100 трудни. Отприлика му доаѓа. Така, велат статистиките, да кажеме. Зашто е тоа така? Заради хиперкоагулабилната состојба кај бремените жени, значи едемот, промената на хормоните, кај нив по слабото движење и така натака предизвикуваат појава на исхемични, но многу повеќе, да кажеме, во тој перипартален период се, да кажеме, венските синустромбози и венските инфаркти. Кај трудниците, за разлика од артериските, значи емболични и така натака, бидејќи они имаат конгестија, односно застој во венскиот систем, да кажеме, поголем застој, почести се, додека хеморагичните се исто така поврзани со хипертензијата кај трудниците, односно оние состојби на прееклампсија, еклампсија и така натака, доколку имаат некоја вазоформативна лезија што не знаат дека ја имаат, нели си ја носат, значи може да се десат хеморагичните мозочни удари. Споменавте дека има два типа на мозочен удар, хеморагичен и исхемичен. Сега меѓу народот постојат оние описи, имаш излив на мозок. Тоа е хеморагичен, така? Кога се излива? Најверојатно, да. Би требало да значи излив. Или се шлогираше, тоа е веќе... Се шлогираше, повеќе мислат на исхемичен. Мислам, дека што всушност е разликата. Кај исхемичниот мозочен удар настанува тромбоза, односно зачепување на крвен сад, односно артерија во мозокот, кој може да е настанат во моментот на местото на самото место во крвниот сад, затоа што имало некаква си атеросклероза или некаква си, да кажеме, заболување на крвниот сад, атеросклероза, најчесто стеноза и слично, или пак најчесто е емболичен. Најчесто се од вратните артерии доаѓаат тие емболуси, тоа значи миграција на згрушок од вратните артерии или најчесто од срцето или аркусот на аортата. До околу негде 30% се криптогени. Што значи криптогени? Што не знаеме од какво потекло се, не можеме да пронајдеме. Што е битно кога ќе настане еден исхемичен мозочен удар? Најбитно е да се реагира што побрзо, бидејќи околу 1,9 милиони неврони, како што кажавте веќе во најавата, изумираат за една минута. Целта е да секој човек ги препознае првите симптоми на настанување на мозочен удар и најклучна е брзата реакција. Кај него е кај исхемичниот е многу битно временскиот период. Велат мозокот е време. Мозокот е време. И има еден акроним, да речеме FAST на англиски, BFAST на македонски е брзо. Што значи тоа? Значи треба секој човек на спротивната страна да препознае доколку на некој му се искриви едната половина од лицето, односно пат на образот и на устата, да кажеме, раката, слабост во раката и секако и се тука вртоглавици, видно поле од земање и слично. Ќе биде засегнат говорот? И говорот секако. Значи, промена во говорот не мора да исчезне, може да биде неразбирлив или слично. Значи, доколку има промени во говорот, раката и лицето, секако и во видното поле, значи треба да се реагира одма, односно да се повика брза помош или да се следи. Доколку симптомите исчезнат, да кажеме, за околу
неколку минути, 5-10 минути, 15 минути, тоа значи дека била транзиторна исхемична атака, што значи тоа значи дека самиот емболус, тромб или згрушок, како и да го кажеме, во крвниот сад се разложил, отишол дистално и поминале симптомите. Тоа се вика едно предупредување дека е можно аларм да настане нешто поголемо. Доколку има таков настан, потребно е во првите 24 часа пациентот да се иследи кардиолошки и снимка на крвните садови на вратните и на мозочните артерии. Многу потешко се препознаваат симптомите кај исхемичен мозочен удар на задна циркулација. Што значи тоа? Тоа значи дека се јавува некој тип на вртоглавица, главоболка, нестабилност во одот и слични, малце подолго траат, па ги снемува, ги има и така натака, додека не прогретира. Многу понетипични симптоми отколку латерализација на едната страна. Значи, одземање и слабост на едната страна или говорат. Кај задната циркулација малце потешко се препознаваат симптомите. Друго што сакав да кажам во однос на Во однос на времето ќе ве прашам. Значи, откако ќе ги забележи пациентот симптомите, бидејќи споменавме мозокот е време, колку минути или пак часови има за да појде до болница и да му се помогне? Вака, значи терапијата се аплицира што побрзо, тоа е подобро. 3 до 4,5 часа по новите препораки е апликација на интравенска тромболиза, тоа што го прават невролозите, имаме повеќе центри во Македонија за тоа. Доколку се направи една обична компјутеризирана томографија на мозок за да се исклучи крварење. Доколку се исклучи крварење, значи може истата да се аплицира, а постојат симптомите, обстојуваат нели или прогредираат. Значи, првиот начин на третман е да кажеме со интравенска тромболиза, тромболитик, кој има сепак ограничувања. Има контраиндикации, доколку поготово постарите пациенти земаат антикоагулантна или антиагрегациона терапија за разредување на крвта. Значи, има контраиндикација или доколку се пројдени 4,5 часа. Додека за тромбектомијата имаме 6 часа во најдобар случај, 6 часа од настан, од последно виден човекот во нормална состојба. Значи имаме 6 часа, имаме најдобри резултати доколку се изведе оваа процедура во првите 6 часа, но по новите студии, односно веќе 5-6 години и повеќе, тие се во оптек, значи може 6 до 8, а може и 16, па дури и 24 часа кај задната циркулација. Додека кај предната е до 16, но со кост-бенефит преглед, односно со употреба на малце по-софистицирани техники со кои ќе видиме, значи како магнетната резонанца или ЦТ перфузија и компјутеризирана томографска перфузија или магнетна резонантна перфузија, каде што ќе видиме колку имаме уште сочуван волумен и дел од мозочното ткиво што можеме да го спасиме. Бидејќи често пати мозочниот удар се случува во сон, па пациентите не знаат колку часа се поминати. Да. Кај Wake Up Stroke има други препораки, односно слични се препораките. Кај Wake Up Stroke е најдобро да се направи перфузионен скен, значи дали компјутеризиран ЦТ или магнетна резонанца, и може да се детектира, значи разликата во сликите се, како тоа да го објаснам, мисмеч имаме ние, не е битно. Значи со адванс техники, значи можеме да одредиме дека е можно опоравување од третманот. А сега најново во последниве 2-3 години, значи се препорачува секако реканализација. Што значи тоа? Отстранување на тромбот. И да е одминато времето, и да е формиран инфарктот. Зашто? Затоа што понатамошната рехабилитација ќе донесе подобри резултати, например на 3 месеци имаме скали и скорови, со кои се одредува дека доколку има реканализација на крвниот сад, многу ќе биде побрз и подобра рехабилитацијата.
односно ќе се вратат многу Од функциите. дефицитите невролошки. Так. Сега зборуваме всушност за механичко отстранување на тромб, Да, механички. за тромбектомија. Како се извидува пациентот е буден, под анестезија? Зависи од состојбата на пациентот. Значи, доколку пациентот не може да зборува, има одземеност на едната страна на раката, на ногата, а е свесен и нема засегање на дишниот пат, нема проблем во дишењето или слично, се работи во локална или свесна седација, се вика тоа, значи нема потреба од општа анестезија. Доколку прогредираат симптомите заради развој на едемот во мозокот или слични состојби, особено задната циркулација или доколку е во голем крвен сад, значи зборуваме на предната циркулација на тие што се вратните артерии што одат во мозокот, значи на поголем дел, попроксимално ние го викаме тоа, значи зафаќа поголем волумен кој е во ризик да биде комплетно изумрен, тогаш се интубира пациентот, зависно од состојбата на пациентот, но сега поново, значи, например, ние во нашата болница употребуваме магнетна резонанца, доколку е потребно некогаш компјутеризирана томографија. Но во главно магнетна резонанца, бидејќи е по-сензитивна и специфична во однос на она што можеме да го спасиме. Пациентот чувствува нешто доколку се прави во будна состојба? Чувствува мозокот, нема завршетоци, значи Нема не чувствува, нервни. нема, да, нема. Тој не се чувствува, не чувствува болка, него може да ги чувствува, да речеме, триењето на жиците и катетерите што поменуваат, има два начина. И по најновите препораки, доколку имаме симптоматологија, имаме еден КТ, компјутеризирана томографија на мозок, каде што нема хеморагија. Значи се пристапува излив на крв. Да, излив на крв, одма се пристапува директно во ангиосала се носи, за да не се губи време. Доколку се отстрани тромбот за 3 часа, значи на самиот стол, значи доколку е буден пациентот, значи вие ги гледате подобрувањето. Може да биде за неколку часа, минути и така натака подобрувањето, а секогаш и не значи дека отстранувањето на тромбот одма ќе ги врати сите функции. Кај некои пациенти, значи многу порано настануваат, поготово младите немаат колатерали. Немаат колатерална мрежа од другите артерии. Затоа што имаме еден вилисев круг. И сега, доколку немаат колатерални крвни садови, многу побрзо настанува дефинитивниот дел на инфаркт, за разлика од оној што може да се спаси. Кај постарите особи имаме повеќе колатерали, што во моментот држат, доколку има тензија пациентот, значи држат исхрана на кортексот и на центрите. Затоа велат и ке младите потешки се всушност мозочните удари. Потешки се мозочните удари и односно повеќе последици можеме да имаме. Последици има, така. Да. Кај некои после 10 часа, значи комплетно може да се врати функцијата. Зависи од локацијата, зависи од локација на тромбот, во која гранка е, кој центар го зафаќа, дали е елоквентен, моторен, сензорен центар и така натаму. Значи резултатите зависат од повеќе фактори. Зависат од повеќе фактори. А колку време трае самата интервенција? Самата интервенција може да трае од половина час до час и пол и така натака. Толку од прилика. Се прави пункција на феморалната артерија, односно артеријата на препонот или преку рака, зависно, каде е подостапно и побрзо. Со помош на различни катетери може да се направи тромб аспирација, со контакт аспирација на тромбот. Треба да се стигне со еден катетер што е аспирацијски до самиот тромб и да нема повраток и да се извлече. Или пак со стент ретривери се вика, тоа се стентови што не се оставаат во крвниот сад, него само го инкорпорираат тромбот во нив и се извлекува исто така со помош на аспирација, значи за да не мигрира некој си друг. Секогаш успешно може да се извлече тромбот? Не секогаш, некогаш може да е, да речеме, калцифицирачки, па има потешкоти, некогаш може да станува збор за стеноза која е од атеросклероза, како што имаме на вратните, на сите крвни садови.
па тогаш останува стенозата, па мора да се постави стенд, па има ризик затоа што се дава терапија за разредување на крвта, а веќе имаме повредено, оштетено ткиво и може да се направи хеморагична трансформација. А што е со оние трансформација. пациенти кои што примиле инекција за разложување на тромбот, Нема но не се никаква постигнати контраиндикација. резултатите, бидејќи тоа е лек за Тоа разредување? ни помага. А Тоа ни помага. Да, нема никаква контраиндикација за да се пристапи кон тромбектомија. Во светот како се работи тоа? Значи кога се најавува и тоа на парамедик се најавува, они знаат и нели спрема симптоми, као 911 што е во Америка, нели? И значи уште во комбињата на брза помош, да ги кажам, значи се аплицира тромболитикот доколку нема контраиндикации. Така. Значи се аплицира и се носи до најблискиот центар каде што се компрехензивен, што значи сеопфатен еден центар каде што имаме сите типови на терапија. Значи секаде во светот е различно организирано, дали оди во примарен центар каде што е достапна само тромболизата или оди директно во секундарен или сеопфатен центар каде што имаме достапност до интервентна радиологија. Така, ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, можете да поставите прашање во денешната емисија. Ние продолжуваме. Понатаму ве прекинав. Да. Секогаш, значи, резултатот не е как пациентите не може да очекуваат дека секогаш ќе биде идеален резултатот. Можни се секако и компликации, но и интервенциите имаат своји, да кажеме, заштитни механизми, односно медицински материјали кои можат да ги спречат и некои одредени компликации или да се решат во текот. Неизвесен е исходот секако, како што рековме, кај некој порано изумираат невроните, кај некого покасно, зависи од колатералната циркулација и колатералната исхрана. Многу битно и многу повеќе се обрнува внимание во поново време на првите денови после настанатиот мозочен удар, односно и после отстранувањето на тромбот и интервенцијата или како и да е. Значи многу е битна почетокот на рехабилитацијата, брз почеток на Кога рехабилитација. треба да започне рехабилитацијата? Одма треба да започне. Веднаш? Утре дента. Следниот ден, значи. Да. Значи со неуропротективни медикаменти сега во поново време. Многу истражувања се прават во однос на тие неуропротективни медикаменти, кои всушност во иднина би требало да се аплицираат ендоваскуларно, во смисол, нели кога ќе се отстрани, за побрзо да дојде до местото, треба да се аплицира интраартериски, не интравенски. За сега можеме да ги даваме перос или интравенски. Што е поентата? Поентата е и она што е веќе изумрено ткиво, кое е во моментот на настан на искемичниот мозочен удар, значи еден дел изумира одма, додека ние го спасуваме оној во околината, по широкиот дел. Сега со овие неуропротективни медикаменти, значи ќе се делува на веќе изумреното ткиво. Значи, така да медицината оди напред, но сепак реканализацијата, односно ослободувањето на протокот на крв е клучниот момент за да стигнат и лекови и кислород и исхрана дури и до изумрено подрачје. Така. А дали може да се случи кај пациентот да има тромб, но тој да не може да се види на снимката? Значи, вака има различни типови на тромби, дали се богат на сликата, зборам на имиджинг, на обична компјутеризирана томографија може да не се види како хипердензен знак, ние го викаме тој, за да се детектира на обичен КТ, без контраст. Не мора да значи, само доколку е богат со црвени крвни зрнца, значи, доколку е таков тип на тромб, тогаш ќе се види како хипердензен знак, да кажеме. Додека за другите е потребно или доколку е калцификат, калцифицирано, да речеме, од каротидни стенози. Доколку е калцификат, тогаш ќе се види. Иначе не мора да значи доколку е бел, односно постар фибрински тромб, што најчесто е како емболичен ефект од срцевите кавитети. Или при прилог во најчесто кај атриални фибрилации. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Повелете, во програма сте.
Јас не сум свесен дали сме на линија или не. Вие можете да ми дадете сигнал, бидејќи од техничката... Во програма сте, ве слушаме и го очекуваме прашањето. Ќе ве замолам само да го намалите тонот на телевизорот. Горед, прашањето е ова. Пред година намален е тонот веќе. Добро. Така да добро се слушаме сега. Ајде сега да го слушнеме прашањето. Негде пред година и пол има мозочен... Така имавте, јас само ќе ве замолам да го следите разговорот во слушалката. Имавте мозочен удар пред година дена, добро? Да, добро, тоа ве комуницираме во слушалка. Мозочен удар од типот на она вратни запушувања. Некој без не беше констатирано такво. Добро, стимале стеноза на каротида. Па беше интервенирано, да речеме, пријатно бев изненаден, меѓутоа у меѓувреме беше напукнат черепот при подготовката за интервенција. Черепот напукнат бил при подготовка за интервенција? Претпоставам дека од падот, ако паднал пациентот? Ако сте паднале. Сте паднале при мозочниот удар? Јас сум 65 годишен човек, меѓутоа дали можете да ми кажете дека сега веќе после олку поминато време последиците ги чувствувам на очите. Многу слабо гледам, а генетски кај стручно лице проверен темелито, утврдено е дека и генетски сум добро подготвен, меѓутоа видот никако да го подобрам. Имавме светло лето кое навистина ме парализираше, речи си. Така, значи имате сега проблем со видот, ако не се лажам. Барам стручен коментар, бидејќи тоа произведува поприлична фрустрација. Да немате никакво подпрашање, докторке? Не, јас не можам да разберам, значи, дали сте имале мозочен удар или сте паднале и било интервенирано, сте имале крварење, не можам да сватам што се деси. Не, класичен мозочен удар, по онаа интервенција, точно во рамките... Значи имавте стеноза на каротидата или ви извадија тромб од мозокот? Ви извадија тромб од мозокот? Не можеме да... Ќе ми простите малку, вие употребувате стручна терминологија. Да, извинете. Добро, значи видот доколку е на обете очи, значи не би требало да е како последица на мозочниот удар. Доколку е на едното око, мада е можно и на обете, но сепак треба да се види компјутеризираната томографија или магнетна резонанца, за да се види дали е оштетен дел од видното поле, односно од видниот кортекс, извинете, или патот за видното. Значи, советувате да се направи снимка да се утврди за што точно се работи. Значи, не е чувствувам. Така, ви ја му благодарам на гледачот што се вклучи, преминуваме на следното прашање. Да знаеме вака, јас се извинувам, но најдобро е да се направи имиджинг метода, тоа е сликовна метода, дали компјутеризирана или магнетна резонанца, за да се види дали по патот на видниот пат или кортексот, што е кората на мозокот, каде што се центрите за вид, да се види дали има оштетување како последица. Тоа би можело да предизвика. Така, ајде сега вториот гледач ќе го вклучиме. Добар ден. Ќе вклучиме уште еден гледач во денешната емисија. Се надевам успешно. Еве уште една шанса за него. Добар ден. Добив знак дека има неколку гледачи кои што очекуваат вклучување. Добар ден. Ве слушаме одлично. Повелете. Ало? Во програма сте, повелете. Ајде уште една шанса за гледачот. Добар ден. Ајде вклучете го следниот гледач. Добар ден. Ве поздравувам во студиото и докторката. Ви благодарам. Ве молам. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме одлично, само следете го разговорот преку слушалката. Ова е порака до сите гледачи што ја следат Телма амбуланта. Ало? Го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Повелете. Ало? Јас ке замолам од режија да го вклучат следниот гледач доколку не можеме да го слушаме ова прашање, а еве го ја гледачката. Добар ден и го очекуваме прашањето. Во интерес на времето ќе ве молам побрзо. Ве молам. Докторката да ми каже
Мене пред 2 години... добар ден. Пред 2 години отприлика мене ми се случи да во собата да стојам и едноставно некој како со бокс ме удри од десната страна по главата. И јас некако навело како да отидов, меѓутоа стол имаше па седнав. Меѓутоа јас не сум отишла на лекар и не знам што е тоа што ми се случило, а тоа беше, да речеме, пред година и пол, 2 можеби. А инаку да кажам дека имам 83 години сега. Така, на значи тоа возраст. било некаде на 81 година, ако Така. било. Добро, Што да ви... правам, не сум била, што се случило, не знам со мене и Какви ден. испитувања треба да направите за да утврдите што се случило? Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Докторки, што ќе советувате? Доколку нема дефицит, значи она паднала и сите тие работи, може било нешто транзиторно, зависно од притисокот или слично, треба да се прегледа кардиолошки, евентуално, ама нема никаков дефицит за да прави испитувања на мозокот, например. Компјутеризирана томографија или магнета, евентуално доплер на вратните артерии. Би препорачала да се види. Тоа. Тоа е тоа. Да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Го очекуваме прашање. Пред 3 години имав мозочен удар, транзиторен, сега пиеме терапија, уште пијам аспирин и мапрезакс. И Ме предакс. интересира мислење на докторката. Ако имате некој Која прашање? возраст, која возраст е и дали се констатирано, од каде сте имале транзиторна атака? Мислам, што е причината за таа транзиторна атака? Дали се прегледавте срце? Да, кардиолошки ПФО ми вградија после. Па одлично. А на која возраст сте? На 37 години. 37 години. Така, ви благодарам за вклучувањето. Одлично. Значи, откриена е, кај пациентот е откриена причината, поради која настанала и среќа што била транзиторна таа атака. Сега тој отвор меѓу срцевите кавитети, меѓу предкоморите е затворен. Предпоставувам се зима некој период терапија, може и понатака да зима терапија, зависно од тоа се прекинува, мислам дека после година-две, зависно од тоа се го водат кардиолозите. И зависно од, нели, ако нема проток комплетно низ тој перзистентен форамен, значи е затворен. Доколку нема аритми, може да се прекине терапијата, но доколку има суспекција, значи ќе продолжи да пие, ништо нема да му предизвика тој превентивно аспирин или па некоја антикоагулантна, зависи како ќе одлучи. Уште еден гледач имаме. Добар ден. Во продолжение на емисијата ќе слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прашањето за докторката. Ги спомна неуромедикаменти кои што помагаат при после мозочниот удар, каде што се оштетени мозочните келии. Дали тие помагаат неуромедикаменти да се вратат во функција некои делови и последиците кои настанале од мозочниот удар да се намалат или отстранат, не знам, ако е поодмакло време од ударот. Значи, најдобро и кои се тие медикаменти, неуромедикаменти што би помогнале конкретно? Вака, значи, благодарам за прашањето. Значи, најдобро е апликацијата некои од тие неуропротективни медикаменти кои се даваат во првите денови после настанување, а клучна е физикалната терапија после за повраток на функциите. Не би било благодарно затоа што некои се и да спомнувам затоа што се повеќе како суплементарна терапија, да кажеме, се уште нерегистрирани и се уште во испитување оние за
за апликација интраартериски, додека вака перос има, ама тоа се повеќе на суплемент ниво регистрирани, не би сакала да биде како реклама. Значи не смеам да ги споменам. Во секое време може да ме побараат, ќе помогнеме ќе добијат конкретна ќе добијат информација. конкретен одговор, значи во нашата болница, значи се како консултација без датум место. Ајде ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало, Повелете, во програма сте. ме слушате? Одлично. Добар ден, поздрав до докторката и терапијата. Имам две прашања. Првото прашање се однесува, сакам да кажам дека имам висок притисок, дијабетичар, 75 години сум. Во крајот на февруар месец имав ишемичен мозочен удар. Меѓутоа, заврши за свеќе добро, без некои последици. За да ми се истиот повтори во почетокот на јули, меѓутоа веќе со класичен мозочен удар, каде што има правев и магнетна резонанца, каде што има веќе две дамки. Сосема мали, меѓутоа последици фактички има на мозокот. Сега, прашањето ми е за терапијата и сакам да кажам дека имам многу големи главоболки. Дали, како да ви кажам, не ще се осеќам пријатно во главата, во размислувањето, па што би требало да правам, ако може докторката да ми каже. Ви благодарам за вашето прашање во денешната емисија. Повелете. Вака, значи, предпоставувам, бидејќи господјата добро зборува, значи, нема голем дефицит, да кажеме, од тие два повторни, значи, да кажеме, повторувачки мозочни удари, сигурно се многу помали по обем. Се надевам дека е откриена причината за настанување на истите, дали е значи неправилно чукање на срцето, односно аритмија која треба да е третирана со антикоагулантна терапија, или дали се проверени крвните садови на вратот, односно каротидните артерии, за евентуално стеноза, или дали сте покриени со лекови за против масти, антихипертензивни лекови и антикоагулантна или антиагрегационна терапија се одредува спрема предпоставката дали се емболични од срце или се од каротидни артерии. Значи, не ке сите пациенти превентивно може се даде антиагрегатна терапија? Не. Може ке некој да направи таа проблем? Може да направи крварење антиагрегатната терапија, која аспиринчето се смета за многу безазлено. И значи американците препораките им беа после 40 да се зима по 100 мг на ден или 80 они имаат бебешки аспирин. Не е тоа туку така препорачливо. Значи, зависно од, да речеме, хипертензија, никој не знаеме дали носиме некаква васкуларна малформација која не дава симптоми, како што се аневризмите за следниот. Така да преминуваме токму на тоа. Дали може некој да има аневризма, односно проширување на крвниот сад, што е Фокално проширување на крвниот од сад, стеснувањето и да не е свесен за тоа, да нема никакви симптоми. Само не спомнавме уште кај мозочниот удар кај младите дека честа причина е дисекцијата, која може да биде спонтана. На крвен сад. Тоа е као раслојување на надзидот на крвниот сад. Значи раслојување, пукање. Не, таа е на сосема, да кажеме, не баре здрав крвен сад. При мал тап удар може спонтано да настане негде до 45-та година. Може да се случи при при вртење на глава, масажа и слични работи, значи постојат значи и такви состојби, или сепак хипертензијата може да придонесе за таква дисекција. Тоа е одлепување на внатрешниот слој од артеријата и внатрешниот слој од зидот која затвара протокот, и тука се формира тромб и оди нагоре. Значи може да се деси и на мозок, обично е посттрауматска.
Посттравматска. Да, најчесто, и тоа е кај младите најчеста причина, и уште не спомнавме дека доколку има стеснување на вратните артерии, прво се ослободува мозокот, односно тромбот во мозокот, се поминува таа стеноза и потоа се одлучува дали ќе се третира одма или во следните денови ќе се третира таа стеноза, доколку предизвикува обструкција на протокот, се третира одма, доколку не е толку обструктивна, значи се направи една балон-дилатација, не мора одма да се третира, може да се третира во следните денови. Значи тоа е за оние... Тоа сакав само да го додадам, заборев. Крвни садови што поминуваат на вратот. Вратните, да, што ја носат крвта до мозокот. А сега преминуваме на хеморагичниот, што е као во помал број, но со многу поголема смртност, за разлика од исхемичниот. И за исхемичниот не кажавме дека може да се повторува. И затоа секогаш се бара причината и се превенира причината. И секако се менува животниот стил. Тој всушност е големиот страв на пациентите, да не се повтори, подоживеат во грч. Да, да. Исто станува збори кај хеморагичниот. Хеморагичниот мозочен удар е најчесто предизвикан од морфолошка промена. Значи, морфолошка промена на крвните садови, најчеста причина се аневризмите, а потоа артериовенски малформации и фистули, тоа се конекции абнормални на крвните садови. Аневризмите настануваат, мислам се сметаше порано дека се конгенитални, односно од раѓање, но они може да настанат и во текот на животот. Исто ризик фактори се пушењето, васкулити, односно инфламаторни состојби на крвните садови, на сврзното ткиво воопшто во организмот, тие системски заболувања што ги нарекуваме, али хипертензијата и пушењето се главните фактори за формирање, да кажеме, бидејќи крвните садови во мозокот се различни од оние во вратот, значи истите одат и кога ќе влезат во мозокот губат еден слој. Губат еден слој, имаат слабост, едноставно имаат слабост на местата каде што се раздвојуваат, на гранки различни. Се чувствуваат ли некакви симптоми? Значи, аневризмата може да не даде никакви симптоми, ниту АВ малформацијата, зависи од големината и локацијата, но доколку порасне до одредено ниво или доколку почнува да ја менува формата и се буни, има некакво сивоспаление, може да се чувствуваат одредени главоболки во една точка, може да притискаат на некој кранијален нерв, што значи тоа нервите за лице, за капаци и слично, и да предизвика, значи, симптом на тој кранијален нерв што го потиска, може да предизвика ширење на коморниот систем, доколку потиска на некој пролази и така натака, може да предизвика епилепсија исто така. Кога дали обично случајно ги наоѓате аневризмите во на крвните садови во мозокот со компјутерска томографија или магнетна резонанца? Сега во поново време, нели, кога се употребуваат повеќе имиџинг техники како магнетна резонанца што нема зрачење, значи секој при една главоболка безазлена сака да се снима и па и нормално да кажам до некаде, затоа што значи и 1% што се вика да се открие, значи имаме шанса да спасиме живот. Од кој ќе се најде? Од која ќе се најде, вака сега. Значи, претежно се со крварење презентацијата. Крварење во мозочните обвивки е најчесто, но може и во паренхима. Тоа доколку прсне, без никакво предупредување. Без никакво предупредување, може у сон да се деси, може било кога и било каде, со една страшна главоболка која опишуваат пациентите дека никогаш претходно не ја доживеале, можно е губење свест, може непат и така натака. Исто така одземање на некоја страна и слично, губење на вид и така натака, страшни болки во вратот, закоченост на вратот, како што даваат и менингиалните. Тоа е затоа што крв се излева во обвивките на мозокот или пак во самиот паренхим, може да е комбинирано и тамо или во вентрикуларниот систем. Интервентната радиологија тука нуди некое решение? Секако дека нуди, значи интервентната радиологија ја третира причината за настанување на крварењето, доколку е во обвивките, значи најчесто субарахноидално што викаме, тоа не се ни третира хируршки, може да се третира само доколку е субдурално или или епидурално. Тоа се во тврдите обвивки како при траума, да кажеме.
А во паренхимот, доколку е компресивно, тогаш се третира хируршки, иначе не се третира, значи се лечи конзервативно, но прво и основно, каде е улогата на интервентната е во првите 24 до 72 часа да се направи третман на причината за крварењето. Тоа е најчесто аневризма, како што реков, или пак некаква си васкуларна малформација. Што може да се направи со аневризмата? Ендоваскуларно се третира, се исполнува најстариот начин, или не најстариот, него револуцијата е 90-тите, 91 година, кога излегуваат тие платинумски коили, се аплицираат едни жички, како да ги накажеме за широката јавност, значи жички или спирали, кои се аплицираат во самото топче, во самиот сакус од проширување на крвниот сад и се спречува полнење и исполнување на аневризмата повеќе. Сега во поновно време има многу различни, да кажеме, материјали, како чадорчиња, не се чадорчиња, не знам како да ги опишам, различни девајси, да кажеме, кои се ставаат во сакусот на аневризмата или пак надвор во крвниот сад, го затвараат протокот во на проширување, да кажеме. И со тоа се спречува и што е третманот. Третманот се прави во првите часови затоа што најголем е процентот на рекрварење. Рекрварењето е фатално. Само да кажам дека кај хеморагичните дури 17%, значи во моментот е морталитетот голем, да ја губат битката за живот, негде околу 20% додека стигнат до болница, така да ни остануваат оној мал процент и е, да кажеме, исто така многу итна патологија, ургентна состојба. Може ли со помош на интервентната радиологија да се спречи мозочиот удар? Значи, пред да се случи? Значи, да се кај некрваречките, кај што случајно ќе ги пронајдеме или заради некаков се симптом што претходно го наведов, не се третира секогаш одма и немаме индикација за на секоја локација и секоја димензија да се третира една аневризма. Значи, сепак се отстрануваат ризик факторите, се следи со магнетна резонанца која нема зрачење доколку е мала или е... Немаме се уште гайдлайнси, односно препораки, статистички препораки, бидејќи започна еден скрининг на аневризми генерално во популацијата, но не е секаде одобрен, бидејќи е голем трошакот, нели? Некои аневризми не руптурираат цел живот и покрај ризик фактори, но колку е поголема, колку е понеправилна, колку е на комуникантни артерии или на некакво сирачвање е поопасна и им кажуваме, например, зависно од локацијата и сите тие работи, колкав е ризикот на годишно ниво за руптура, доколку се открие случајно, нели? Па се одлучува заедно пациентот и докторот кога и како ќе се третира таа. А доколку се забележи стеснување на крвниот сад во мозокот? Стеснување се третира исто така. Секога се третира или и во овој случај може само да се следи? На мозочните артерии имаме можност, значи на висока само на висок процент на стеноза треба да направиме третман. Не доколку е 50, 60, 70% и 80%. Па дури поновите препораки се и за вратните артерии не се прави на помал процент или на зависно од типот на плакот. Значи си има секакви има стрикни препораки. Најточни препораки имаме за исхемичниот мозочен удар, за саатите, за типот на третман, за локацијата на големите, на средно големите и на малите артерии, додека кај хеморагичниот не се толку строги, да кажеме, препораките, зависи од центрите, зависи од искуството на операторот и така натака, кога и што и како да се третира и на кој начин. Доктор, ки ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што одговоривте, кратко беше. Остана бројни прашања неодговорени, ама еве, ова е шанса за уште едно ваше гостување, уште една Благодарам многу на поканата, благодарам на гледачите, се надевам дека нешто одговоривме, но вака е малце покомплицирано, во секое време може да не побараат, да се обратат и да
да дојдат на консултација. Така, ви благодарам уште едно за гостувањето. Ке им се заблагодарам и на гледачите што не следеа и денеска. Почитувани, ви благодарам за вниманието и останете на Телма. Имајте пријатен ден.